20 потешко и полесно повредени во сообраќајна незгода која се случи на Клучката Кадино на влез во Скопје. Ова е епилогот од симулацијската вежба на МВР за подготвеност на институциите за одговор во итни ситуации. Во автобус удри комбе со мигранти кое се движело во спротивна насока. Повикот стигна до единицата за известување и комуникација. Известени веднаш беа полицијата, брзата помош и противпожарната бригада. Помош побарано беше и од првата помош. Примено. Лелекања и повикувања за помош од повредените кои дополнително ги вознемери чадот од комбето. По околу 6 минути пристигна првата полициска кола на местото на несреќата. Веднаш потоа и втората, а полициските службеници веднаш започнаа да го обезбедуваат просторот. При самото пристигнување на пожарникарите, полицијата издаде наредба за затворање на автопатот кон Скопје во насока на сообраќајната незгода. По повикот на 192, најпрви на лице место кај што се случи несреќата пристигнаа полицајците, и тоа за околу 6 минути. По нив за помалку од 10 минути пристигнаа и пожарникарите, а на брзата помош и требаше околу 15 минути. Пожарникарите веднаш почнаа со гаснење на пламените јазици од комбето, а други кон отворање на возилото во кое се возеа мигрантите. Интервениравме со едно противпожарно возило со 5 пожарникари кои што активно се вклучија во самата вежба. Нашата задача беше да направиме гасење на почетен пожар кој се случил помеѓу двете сообраќајни средства и спасување, односно вадење на повредени луѓе во едно од возилата. Тогаш пристигна и првото комбе на брзата помош. Лекарите и медицинскиот персонал почнаа да ги проверуваат повредените, а следуваше и пристигнувањето на останатите комбиња од првата помош, вкупно 5. Помош беше повикана и од воздух, поради маглата која беше густа из утрината во главниот град, на хеликоптерот му требаше половина час да слета и да ги транспортира повредените до скопските клиники. Мобилизација на персоналот во ургентниот центар во Скопје. На дежурниот тим се приклучија лекари и медицински сестри кои беа повикани од дома. Ние згриживме околу 20 на пациенти, од кои што 5 ги пративме на домашно лекување. Другите пациенти беа прифатени, направени имобилизации, триажа, ехо значи сите можни диагностички методи кои што ги користиме во ургентниот центар и беа распределени во зависност од повредите во одделите низ целата хирургија. Полицијата продолжи да го обезбедува местото на сообраќајната незгода. Беше повикан јавен обвинител да учествува во симулацијата и да направи увид, но не дојде бидејќи постапувал на друго место, велат од обвинителството. Дежурниот јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Скопје беше поканат да се вклучи во симулацијската вежба, меѓутоа со оглед на тоа што тој во моментот презема действија во итна постапка за реална сообраќајна несреќа, не беше во можност да се приклучи на симулацијата. Директорот на БОјАБА Александар Јанев задоволен со одговорот на институциите во итни случаи, а во следниот период активно ќе работат на надминување на недостатоците кои денеска беа согледани. Јас лично видов одредени и позитивности и недостатоци, затоа ќе разговараме подетално понатаму со нашите колеги. Ќе следуваат и во иднина едни вакви симулирани вежби, сценарија, катастрофи од поголеми размери. Мораме полека, бидејќи знаеме дека долг период наназад не е правено ништо во овој дел и преку едни вакви сценарија и практични вежби ќе ја подигнеме и јавната свест и ќе ги подигнеме и ние како дел од институциите што ги предводиме и раководиме, да го дадеме својот инпут за да го подобриме работењето на сите институции. И пожарникарите и лекарите признаваат дека треба да се вложува и во доосовршување на персоналот, но и во техника се со цел најбрза и најефективна реакција при несреќи и катастрофи. Сега ги сумираме сите времиња, да кажам, на сите ова, пак излеземе со дополнително известување каде и на кој начин и за колку време
имаме грешки кои што се надевам дека со тек на време ќе ги исправиме. И ни е потребно нели до опремување и до екипирање со потребен број на луѓе. Бидејќи сега во моментот функционираме со пополнетост испод 40%. Телевизија Алфа активно учествуваше во организација и реализација на целата симулацијска вежба на МВР, како национална телевизија која сака да придонесе во подигањето на јавната свест за намалување на жртвите во сообраќајни незгоди. Бевме продуценти на оној практично филмски сет, на оној продукцијски дел со статисти, со шминка, со костимографија, со пиротехника, сето тоа го направи Алфа и ние тоа го направивме без надомест, секако со една единствена цел да ја покажеме сопствената општествена одговорност, затоа што ние како национална телевизија сме определени да бидеме дел од ово општество и од овој систем. Симулацијската вежба во која беа вклучени повеќе институции беше тајна, односно за неа не знаеа вработените во полицијата, брзата помош и противпожарната бригада. Единствено известени беа раководителите на институциите.